Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во ова попладневно издание на емисијата Очи во очи на телевизија 24. Во овој последен ден од неделата имаме една интересна, горлива информација со која ќе се занимаваме, односно ќе имате прилика да се запознаете и повеќе во вестите, а ете во оваа емисија пак можеме да проговориме заеднички токму околу неа. Имено станува збор за тоа дека обвинителството за организиран криминал и корупција поднесе обвинение за организаторите на 27. април, односно за оној насилен упад во собранието. При тоа, еве, дел од ова обвинение се поранешниот министер Миле Јанакиевски, пратеникот и поранешен собраниски спикер Трајко Велјановски, поранешниот министер Спиро Ристевски и поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Владимир Атанасовски. За поранешниот пак премиер Никола Груевски, кој е во бегство во Будимпешта, и поранешниот вработен во УБК Никола Бошковски, кој е во бегство во Грција. Постапката е запрена до нивно пронаоѓање. Инаку обвинителството предложило на Миле Јанакиевски да му биде продолжена мерката домашен притвор, додека пак за Спиро Ристевски и Владимир Атанасовски мерката притвор да им се замени со домашен притвор, значи да не бидат веќе во притвор. Меѓутоа, посе изгледа дека Трајко Велјановски судењето нема да го дочека дома, односно ќе го дочека слободен, ќе може да оди каде сака, токму затоа што собранието не му го одзеде имунитетот. Или всушност, се сеќавате, не се ни гласаше за него. Сега актуелниот спикер на собранието, Талат Џафери, остави да истече рокот за гласање на седницата за имунитетот, така да Трајко Велјановски, благодарение на својот имунитет, судењето ќе го дочека слободен. Ете, значи, поднесено е обвинение, јавното обвинителство поднесе обвинение против четворица за организирање на настаните од 27. април. Што мислите за ова? А особено и во контекст на она пресуда предходно, нели, која беше, до која, ако не се лажам, 211 години беа изречени вкупно траење на казни затвор. Ете, можеме да почнеме, јас верувам дека има интерес и дека и веќе некој има на линија, така да, еве, добар ден за првиот гледач, повелете. Добар ден, поздрав до екипата на 24 телевизија и до сите гледачи на емисијата. Благодарам. Обвинението што е покренато за организаторите на крвавиот четврток е добро, но јас се прашувам дали ова обвинение има судска развршница. Прво, Никола Груевски, знаеме дека е бегалец во Будимпешта. Унгарија, да, во Будимпешта, да, Унгарија. Доби азил, може да оди каде сака. Еден од обвинетите во Грција, од кога се чека екстрадиција таму да се донесе ваму, па никако да го донесат Бошковски, тој презимето му беше. Мислам, другиве, како сега им го кинуваат притворот и во домашен притвор. Па нека си бидат во притвор до судењето, зашто во домашен притвор да одат. Значи, овие луѓе мора да завршат во затвор и да си го одлежат казната, бидејќи тоа беше обид за државен удар од раководството на ВМРО-ДПМН, бидејќи не сакаше да предаде власта на мирен начин. Требаше они едноставно да се повлечат, тој ден да им кажат на луѓето што беа пред собрание, ете, дојде, помина нашето време, сега да видиме другите што ќе постигнат и што ќе направат на власт, не да ги тераат невини луѓе за нив да гнијат по затвори, а организаторите да се уживаат и сега со наши пари да си живее комотно Никола Груевски. Тоа е голема штета што Никола Груевски, јас по моје мислење дека Никола Груевски тешко дека ќе го стигне казната и тешко дека ќе се врати од Унгарија. Но тоа ние граѓаните сами сме криви што ги трпиме вакви луѓе што ја водат државата. Не зборам само за ова.
Така, ви благодарам за јавувањето. Ете, какви се вашите очекувања по однос на ваквото обвинение и впрочем, ете, што мислите и воопшто за оправданоста на обвинението. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, господин Исус. Добар ден, повелете. А да допринесе малце во врска и во контекст со темата за нашето мислење, нашето размислување покрај сите наши што се ги има секојдневни проблеми, сите луѓе се има така и не меѓутоа да искористимо време да се принос. Добро е да проработи судството и правдата и прасудството. Со ова обвинение не значи дека ние сме извршили реформа во судството обвинителството. Така. Ние имаме многу потешки кривични дела, кривични одговорности, кај што имат вистина луѓе, не само крвавиот четвр, за пример, кај што има вистина крвави луѓе и убиства, пример Смилковското езеро. Луѓе беа притворени, сега се ослободени, осумничени дека се тие злосторници. Луѓето кажуваат дека и има организатори. Јас се прашувам зошто тие организатори што вистина извршиле насилство, терор, убиство, како да кажам, најголем злочин на деца невини, или тоа во Кумано се случило. Да, диво насилие. Луѓе зауват дека организатори има зошти во судството ни тосото не покренува подопрен глас за тие организатори. Тоа е пострашно, тоа не погина, фала Богу, никој не умре. И никој тела беше тешко пренен, господин беше повреден. Меѓутоа, фала Богу, живи се. Има луѓе изгинати, невини деца, и во Смилковско езеро, па и во Команово, и полицајците или другата страна. Ако биле навлечени на некого, ако биле организирани на некого, ако ги навел некој, зошто ти укажуваат и зошто власта, односно Министерството, судството допрен глас за таквите ратни злочинци, таквите злодела не покренува обвинение по таквите организатори. Мене тоа ме плаши. Ова нека работи, дај Боже да работи правото. Ја се пак парам секој да се показа секој својата да нема вакви работи, да не се држават по државата. Никому не посакуваме зло, значи. И затоа не види луѓе ако лежат Јасно, ви благодарам за јавувањето. Да, злото секако не е никакво решение, напротив, само влошување и испуштање, пролонгирање на шансата, кога тогаш сепак ќе дојде, а тоа е помирувањето како единствен услов. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден и убав средни. Благодарам, повелете. Ами на вашата екипа, вака. Јас се слагам се претходниот гледач. Зошто не се подкрене обвинение за тие работи, а после са тие Никола Груевски, тој Никола тука не се каче више на врват, нека го откача тој Никола више. Тој подмукло направи. Не е убаво од негова страна. Ако сум ја крив, сам ке си се а не он така, нека ме удира, нека ме масира, але масира. Ете, за него постапката е запрена, и за него и за поранешниот вработен луѓе. Замина. Тоа не е фер од негова страна, а ги бутна луѓе тој невини, а он избега. Нема веза и брат да ми ја не го бранам. Така. А вака и Милијана Киевски и она Гордана и не знам друг. Зошто? А и тој спикер што беше, што е криво? Тачно дека е тега ослободен, меѓутоа доста са тие стресове и на него и на неговата фамилија. Толку ви благодарам. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете. Благодарам. И ја исто би се поврзала на претходните двајца. Толку многу важни работи имаме што треба да се решат. А не тоа Груевски да се земе мандатот, тоа да се откријат тие организаторите. Прво подопрен глас. Кој кажал дека кај може да биде подопрен глас дека се оние организатори. Навистина само чекаат нешто да најдат за ВМРО, па да се почне пак нешто наново. Со тој Груевски на сите ни е качен на глава. На сите. Као да не можат без него, дали обседнати ли се со него, нешто на вистина се случува. Најверојатно се обседнати по социјалните мрежи, што пишува. Тоа е нешто страшна работа. Сите меѓу себе зборат,
Што направи овој Груевски, као магија да ви направи, а да ве опседна сите, само за него се разговара. Тоа глупости живи се, нека земат овде, еве, имаме други поважни работи, со овие бомбиве, сега да видиме што ќе стане, како ќе стане. Има да не прочистени, уште недокажани убиствата за Манушев, за Јанушев, уште детето ете така не е докажано ни ништо. А они се напатиле само ово да го прават. Само ВМРО, само 27. Тоа више готово. Осудија што осудија, само овие наново да си најдат работа, наново ќе ги. И што тоа што ќе направат биле организатори? Кој тоа го докажал? Имат ли докази? Ја не верувам дека некој од нив организатор бил. Тој Груевски беше увиена и се од Виена направил нели тука организирал. Не знам што да кажам. Гледате државата не води, здравство немаме, се жалат луѓе, но Да, ви благодарам за јавувањето. Еве, вели дека Основниот кривичен суд поднел обвинителен акт. Обвинетите им се става на товар дека сториле кривично дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност и така натаму. А еве, наодите од истражната постапка, само некои делови, апропо еве обвиненијата, укажуваат дека обвинетите ги организирале и материјално ги поддржале масовните протести најпрвин пред ДИК, а потоа и протестите на Движењето за заедничка Македонија, што кулминираа со насилното влегување во собранието на 27 април. Обвинетите како организатори ја вклучиле се вкупната партиска структура, материјални средства за исполнување на целта, при тоа овозможиле континуирано намалување на бројот на полициски службеници за обезбедување на протестите. Понатаму, знаејќи однапред дека објектот не е соодветно обезбеден и така натаму дека е намален бројот на полициски сили, направиле ова, она и така натаму. Еве, еден од осомничените од УБК со возило спроти паркот жена донел огнено оружје, панцирни елеци. Значи, не е битно, има многу страници, може да читаме тоа и ќе биде предмет на анализи во дневник на информации денеска да разговараме. Но сакам да кажам, еве, во детали се изнесува, не тоа што јас ниту го знам, уште помалку го тврдам, еве, што како аргумент го даваат од обвинителството за организиран криминал и корупција, односно во рамки на она нели стандардно тој формат како оди образложение. И еве го сега да. Така да има според нив. Тоа е друго сега, еве колку да има навистина докази, материјални и слично, затоа впрочем и разговараме и каква и еве да речеме каква развршница и дали ќе има развршница. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете. Тука еве дури и за хард дисковите, кој како ги земал се, велам има во текот на немирите еден од обвинетите со цел да се прикријат трагите од извршеното кривично дело, да не се откријат регистрираните действија од насилството, дал наредба на лица од мониторинг соба во собранието на Република Македонија да ги извадат хард дисковите и така натаму и така натаму. Значи, белам има доста, ако нема интерес, јас може и да ви ги дадам и овие информации, но мислам дека е поинтересно и всушност поентата сврсисходноста да разговараме. Добар ден, доколку имаме гледач. Затоа еве давам предност на разговорот. Да, еве, и отворени се линиите, слободни се. Што мислите за ова? Ова е една најнова вест во овие попладневни часови, која е и тоа како актуелна. Имаме ли гледач? Добар ден. Добар ден, повелете. Вака. За овие четворица. Па еден од тие четворица е цела Македонија знае дека е вмешани во Смилковско езеро. Еден од тие четворица. Знае цел македонски народ, сите граѓани на Македонија. А кој е крив за се ово? Груевски да, тој избегал, кавички. Ја оставил партијата, ја оставил се, ги земал парите и побегнал. Тоа не е фер. Ама не знам во што е проблемот. Треба да се вратат некои системи на другарот Тито, Енвер Хоџа, Тодор Живков и такви работи, за да можеме тој Груевски да го вратиме
во Македонија. Аха. Ама крив е по мене, за мене најголем кривет е Зоран Заев. Во која смисла? Во која смисла вака? Мислам дека има нешто тука околу тој Груевски што побегнал. Некој му отворил пат да побегне. Мислам дека сите партии во ова наша држава, мала држава, која има се и се што, која може да биде Кувајт за 10 години со 10 паметни луѓе, не функционира затоа што сите се бранат меѓу себе. Јас тебе ќе те бранам, ти мене ќе ме браниш. Утре немаш затвор да ме тераш ти, немам јас затвор да те терам и така, ама сиромашниот народ секогаш испашта. Ние сиромашните како црни овци. Не влечат за гласови. Штом заврши во 24 часот, знае кој е победник, тогаш никој не те познава повеќе. Нити сака да слушне дека си гласал за него или нешто друго. И после 2, 3, 4 години кога... Да, ви благодарам за јавувањето. Дури и ако нема никаква, она што спомнавте околу бегството на поранешниот премиер и пратеник Никола Груевски, дури и ако нема никаква вмешаност во смисла да се помогнало и така било која друга страна, дури и ако нема, велам, сепак останува прашањето на и за одговорност како успеал да побегне. Затоа што постојат институции, камери, управи, пети и така натаму, кои следат, проверуваат и така натаму. Значи, една работа и тежина е доколку се помогнало, но не значи дека нема одговорност доколку не се помогнало, но не се спречило. Значи, нешто некаде не функционирало како што треба. Ние, за жал, досега, колку што знам, не видовме одговорност никаква, ниту било кој да понесе, ниту никаде да се усмери од како би рекол, директните учесници во смисла на службените лица, граници, полицајци и така натаму, па до нивни предпоставени. Така да тоа останува секако исто во дополнително како и ова предмет за разговори за нешто што треба да биде и да добие своја развршница. Добар ден, повелете. Да се расветли, повелете во програма сте, да. Го читаме вашиот надпис само ЈО поднесе обвинение против четворица за организирање на 27 април. Да, јавно обвинителство. Дали не смета дека 27 април е веќе преку граници помина тај 20 април веќе, 27 април. Верувајте дека правите кривци не ги изнесе министерот што беше за внатрешни, не го чепнавте, ама отиде албанец. Аха. А он беше сета говорец, него требаше да сноси он. А отиде албанец на Дуј, пути власта ќе падне. И вие запнавте се Груевски. Груевски нема ништо направено, само тоа се измислени приказки меѓу Зоран Заев и Јанева. Верувајте дека Груевски има симпатии и ако се врате пак ќе биде премиер и ќе дојде на власт. Верувајте дека доста веќе след 27 април веќе. Тоа е, значи, срамота од судите на луѓе, 70 дена на наивни луѓе што штрajkуваме, јас бев таму тоа што штрajkуваме и на крајот доаѓа ситуација да се уште там што е направено. И терористи ги направиве, терористи што беа таму у Вајце и у Тетово што пукаа против нашата армија, против нашите милиционери, ги ослободивме, ги спасивме. А сега истите тие луѓе што го прават и целиот криминал, албанскиот фактор е број 1 за сите недобри работи што се прават во Македонија. Заев не смее да испрезборе. Ништо. Ако презборува Заев сака да има власт. Он е струмичанец. Он власт сака да има, али не на таков начин. Да продаде државата, значи со албанците не знам се направи што направи. И до ден денеска Зоран Заев има страх од албанците. Не ги чепка, нема криминал. Како нема криминал? Дали не изслушате бомбите сега? Зошто слушен глас, чуен глас не покренуло ништо? Па срамота е. Добро, ви благодарам, но ако албанскиот фактор е, како што вие спомнавте, виновен или одговорен, тогаш ете и албанскиот фактор е заслужен, како би го толкувале се едно, за тоа што
Трајко Велјановски го задржа имунитетот, токму затоа што Талат Џафери, како актуелен собранивски спикер, а сепак фактор, втор човек практично, што беше и Трајко Велјановски, и албанец при тоа, еве, остави да истече времето. Од друга страна, ова за Никола Груевски, јас, барем во оваа емисија, но и воопшто, јас ќе кажам, ќе бидам слободен и да кажам и во името на медиумот, вратете или проверете и наназад со Никола Груевски, многу малку се занимаваме. Апсолутно и нема што, освен тоа што тој е во бегство, што, ако го најдеме, би се занимавале, но што да се занимаваме со него, нека се занимаваат надлежните институции. Така и во оваа емисија. Јас спомнав за нив, поранешниот премиер и пратеник Никола Груевски и поранешниот вработен во УБК Никола Бошковски, за нив е постапката за запрена од обвинителството. И тоа запрена е до нивното пронаоѓање. Напротив, односно од друга страна, она што е во прв план е дека обвинителството покрена обвиненија за поранешниот министер Милијана Киевски, пратеникот Трајко Велјановски, кој токму заради имунитетот од албанскиот фактор, спикерот Џафери, ќе си биде слободен, министерот Спиро Ристевски и поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски. Тоа е тоа. И мислам дека околу Груевски и Бошковски, за кои кажав дека постапката е запрена, и приказната генерално е некако запрена, освен ако вие не сакате да ја отворите, а тоа е ваше право и повелете. Јас не го тоа не го правам, дури гледате и во насловот не се ставени ниту имињата. Само пренесувам што е од обвинителството соопштено. Повелете, добар ден. Повелете. 27 април. А тај 27 април сите тие наши го партиципикаа фактички терорно се се направили тамо. Никој не ги оправдува во собранието. Тоа не го оправдува никој. Ама 72 дена третка не фалеше на тамо, али да се изгласува, да не се почува закон, да се почува устав во државата, па тоа го нема никаде во светот, бе. Да се избира устоечки став у чоше таму во салата. Председател се бира на Събрание на Република Македонија. Па не личи, тоа е срамота, бе. Нека се засрамат, дека ја уништевме државичката, бе. Мала држава. Бога ме се гордеевме со неа. Сега почнеме да се сраме, да се каже македонец. Бидете ми поздравени, фала ви на вниманието, многу ни дадовте збор, ви благодарам право лично на вас. Бидете ми поздравени. Поздрави до вас и ве молам, не се нервирајте, нема причина за тоа, ниту вие учествувате во било што, ниту некој вас ви кажува. Јас најискрено ви кажувам, доживувам блискост со вас како еден навистина форум, едно друштво со кое сериозно разговараме, дури ги вртиме од сите страни, од сите аспекти, разговорите и ситуацијата, пак и тоа со цел да дојдеме до вистински одговори таму каде што и не ги даваат институциите или оние кои треба да ги дадат, да ние досегнеме до нив. И затоа велам, не се нервирајте, од друга страна пак еве, јас соопштувам она што е од обвинителството дадено, немам ниту страна, ниту било што, и разговараме за тоа. Повелете за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ве молам, вратете го Грујо да му биди на овој што се јави пред овај да му биди председател нему дома му. А нема да му дават пари, веќе секра она и се говорат Грујо. Па Грујо е да го обесам од нека кај нека дојд во Охрид. Добро. Добар ден, повелете следниот гледач. Добар ден, Исо. Повелете. Еве, Јордан Плачкот, од сега ќе го викам. Нели, ВМРО без ДПМН и Тито исто на площадците да не постројат, па кој кај сте заслужува таму. Дали шутка, годишен одмор или дома, така. Сега, ова жена вала да е, нека си го зебе она Груја домом. Оти Грујо, прво, еве, нека свати, еве, 2 години сме под заев. По фамилија се колнеше, у деца во најмило, па се што ни направи, како и Пендаровски што не направи стока, па значи сега ти е председател. Стари, мене не ме е председател, меѓутоа,
Он си е на Северна Македонија. Што сакам да кажам? Не ќе да се јавам више стално, почнам да јадам и јас бурек, се викам не се јавам, ама пак не можам да ги издржам овие, што е црното е бело, белото е црно. Ако имаше закон ова држава, 100 пати сум повторил, каде е СЈО, каде е Републичко јавно обвинителство, каде е Верушевски сега? Јас бев меѓу првите 16 ревизори у Македонија. И цел живот инспектор. Па како може он да дозволи тие бомби толку да траат? Што не ги спречи? По закон беше должен, злато мое, он да пријави и сите тие на време да беа спречат и немаше да се дозволи да дојде до толку бомби. Значи автоматски уште тоа ќе се ставеше ред. А не оте Груевски го чепна син му, па сега ради син му, сите бомби сега ќе ги дадам. Груевски и сега ќе командуваше, запад много му беше гајле. Им ги позна вреките тамо црни вреки на тие Могерини, Хани и сите тие чуда. И Груевски си беше добар. Оти ние имаме инспекции, секој ден беа кај мене во Ујапа, во СОК. Да, ви благодарам за јавањето. Еве сега имаме и нови бомби, очигледно. Значи, некој си следи, си прави архива. Како и да е, добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Повелете во програмата. Абе, Грујо, ушите му горат сега на Грујо тамо, што го спомнуваме ние. Па, јас велам, оставете го него, еве, и обвинителството го остави, ја запре постапката, до наоѓање. Малце мраз му треба да му соладат. Така, да. Сега, вака, тука има само две работи, кои се виновни. Прво, виновни се тие, односно винован е тој што му даде рака и што му рече оди да поминиш ваму и да заминиш таму. А другиот е виновен што ја чува границата, зашто го пропушти. Тука тие две спони се во соработка и го пуштија како туриста да си замини. Иначе тој пресудата беше осуден и требаше да замини у затвор. И сега тие го молат сам да појдел таму. И не оди сам тој таму, него најди на друго место да оди кај што е пубаво, хотел да живе и така натаму. Не е будала, доди во шутка. Така да ова излишно е дискусијава за Грујо. Него сега да видиме ситуацијава сега како се одвива, да видиме држава до кај ќе ја истуркаме. Иначе, што да кажам друго, сите знаеме што се случува и сите сме во исчекување, но политикава не ни е на ниво. Затоа што за овај може вака, за овај не може. И не може така. Суд си е суд, треба за сите исто да се тера. И точка. Пријатно и убав ден. Благодарам за јавањето. Немам намера како ни досега да зборувам за Груевски, камоли акцент да ставам, но она што спомнавте, да, беше, односно и е пресуден. Ако не се лажам, целата работа беше, требаше му се достави тој упатен акт и тоа беше во петок, но не беше најден, па не работат тие служби за викенд, требаше тогаш тоа се остави за во понеделник, а тој во меѓувреме се најде на друго место. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ала, добар ден. Повелете о програмата. Вака, слушам гледачите, викат што се фаќате за тој Груевски. Па проблемот е се од него. Се од него настана. Гледайте сега 2 години, ние само дискутираме за него, се замараме и ние тоа сакаме да слушнеме некои убави вести, меѓутоа се слушаме за него. Значи, никој не сака да разговара за еден човек, тој во 2 милиона највреден ли е. А друго, значи, вика се фативте за него, па зашто да се фатиме? За палмите и сушени? За оние спомени се да се фатиме, што се као гробарник нафрлани во центар? Тоа можеше сека да се стави. Така да тоа од Груевски е. И затоа ние мораме за него да зборуваме. Така да и овие сега, што треба да се притворат, тие се негови. Значи послушници. Тој им е наредил се тоа што треба да го прават, тие го правеле по негова наредба. Тоа е 100% сигурно. Тие ништо самостално не правеле. И сега нека одат по затвор. И тоа да отидат и да се знае кој што треба, дали од ЕЗС не ме интересира,
да одат во затвор и веќе да се стопира ова зборување, те ово и те оно и те од оваму, те од таму, се едно исто. Значи срамота. Груевски, државата си ја присвои. Значи, он ја направи приватна држава. Тоа не може никој да го каже. Он не можеше никој да го сруши ако не беше, не знам, кој, ајде сега тоа да не зборам кој. Значи, тие го срушија едноставно со сила. Ја направи приватна државата. Со се он располагаше. Така да, еве ги сега, бетон ќе пропадне друга фирма градежна, а ќе носиме странски инвестиции и ќе се фалиме со од странство, а нашите ќе бидат таму робови. Ќе работат као робови, за никоја плата. А нашите ги бутнаве фирми во дупка. Срамота, па тоа е тоа. И тоа е ВМРО. Пријатно. Довидување, имајте убав ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Имаме ли гледач? Еве, линиите се слободни. Ало? Имаме, па да. Добар ден, повелете. Да, во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Видите, би поставил првото прашање би ми било зошто во овој момент со ова неутрализација на непримањето на Македонија го поставувате баш сега да се решава на 27-ми, односно ова е до тоа јавно обвинителство, односно до темпираните работи. Овие се бомби за неутрализација на неспособноста на Македонија да влезе во Европа и од економски аспект. Па мислите дека ова е како контра на тоа, да? Па сигурно, нема веќе народот е свесен. Второ, зарем мислите дека овие четворица што сака да ги затворат се толку способни за заедничка Македонија да можат да повикат народ од 100.000, 120.000, 70-80 дена. Трагедија македонска. Так. Према ова, што треба, целиот тој народ треба да се затвори. Трето, кој одговара за протестите кои што беа со тие шок бомби и така натаму до ден денес што си има народот проблеми и во однос на видот и во однос на градниот кош и така натаму. Кој одговара од овие што надвор од Уставот на Македонија избра председател во собранието таму? Никој. Ја би се сложил се на куп да се стават овие три работи што и кажав и нека се суди на сите. И тогаш ќе имате право јавно, секојдневно да го дебатирате тоа и народот да биде задоволен. Пријатно. Благодараме за вашиот коментар и еден поширок аспект кој го дадовте. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден Македонијо, добар ден македонци и други добродушни луѓе во Македонија. Па што да кажеме, значи, освен 27 април, во овие 4 години мандат на ова нелегитимна власт, ништо друго нема да слушаме. И од друга страна мило ми е, оти за друго не ги бидува. Нив ги бидува само за линч врз македонци. Додека сите, значи, оние душмани на Македонија, фашисти, негатори, нив мислим ментори и миленици. Тие само ќе прават линч врз секој свесен македонец, кој некој има добри дела кон народот. Тука спомнуваат некои Груевски. Па Груевски с големи 100% пензии, или ВМРО, значи цело, 100% пензии, 100% плати, направи, значи, 3 автопати нови, кои еве сега СДС ги блокира со купови земја, да не може да ги користи, значи, да нема посигурен сообраќај, да има сообраќајки му е позгодно на СДС. Автопат нов го блокираат, значи, а се китат со отворени автопати во Косово и во Србија, а наш македонски автопат го блокираат со купови земја. Тоа е делото на ова нелегитимна власт. 27 април, па таму кои се креатори? Заев, Талат Джафери, Бейли, тие се креатори ЦИА, не се креатори некои други луѓе. То дали ови, значи, дали Груевски и таму тие тројца, нели, други ги натераја да прават избор нелегитимен на Талат Джафери, значи таму во еден чош, во едно купче собрани, кој крива рака, кој крива нога, кој крива две раце, каде постои записник на тој избор на Талат Джафери. Дали има записник
дека се направил избор легитимен на Талат Џафери. Колку ми нагласале на тој избор, колку биле на таа седница на тој избор на Талат Џафери. Тоа е легитимност, но се е на дива работа и да се сруши се македонско во наша Македонија. Вечна Македонија, Бог да ги чува македонците од... Благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Другар Исо. Повелете, другар мој. Мислам дека не се љутите, така ве осеќам поблизо као другар, пријател, во однос на она кога би ве ословил као господине. Иако сте вие повеќе од господин. Ви благодарам на овие ваши зборови и тоа како за бегството на Грујо. За бегството на Грујо, мислам дека Бранко е крив. Се сеќавате едно време, цело време зборевме Бранко е крив за секоја работа. Бранко е крив за секоја работа. Па така ја ќе се надоврзам на тоа. Бранко е крив. Смешно ми е ова што ностоп во собрание ќе се гласа за да се смени, да се одземе имунитетот на Груевски. Па и да се одземе и да не му се одземе, тој не се враќа. Ќе се врати некогаш кога ќе дојде ВМРО на власт. И мислам дека тогаш ќе имаме уште еден празник, 27 април, као празник ќе се слави. Јас не сум судија, меѓутоа, да ми се даде случајот да го решам, ќе го решам за 24 часа. Како ќе го решам? Не во врска со Груевски. Муковски, зашто не се суди Муковски? Ќе го земам него. Кој ти рече да ги отвориш вратата? Перо ми рече. Оди кај Перото. Перо, кој ти рече ти да му дадеш наредба на Муковски? И се така ланчено ќе дојдам до главниот кривец и ќе го затворам случајот. Ме разбирате? А вака го забавljаме народот. Ово е крив, оно е крив. Тие 7 души што ги помилува и тие треба да седнат на клупа. А не законот да важи за едни, за други да не важи. Да, 200.000. Да, ви благодарам за јавувањето. Тој принцип го кажавте, кој и тоа како се применува нели во истражните действија, баремо на полиција и така натаму, тој ланец што кажавте, дали за ситни криминалци, па понатаму кој украл, кој пратил и се стига до налогодавачот. Дури тој што не е криминалец, пуштање во оптек на фалсификувани пари, банкноти кои случајно завршиле. И веднаш, од кого се дојдени, се доаѓа. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Вака сега. Редовно ве пратам. И си се чудам само. Прв пат се јавувам. Кај се најдува овие стручнаци што мисла добро за државата. Многу убаво мисла. Само да е здрав и жив Груевски, другите што работат во државата, што придонесуваат за државата, тие нечин. Значи, нас ни требат непријатели во оваа држава. Тие се тотално изгубени од се. Не сакат ништо во Македонија да има. Направивме држава призната од целиот свет. Мир во државата. Си донесом не премиер, одличен домајчин човек, не криминалец, како овој што избега во Маđарската, Орбан заедно, што си седат во еден стан. Си уживаат, си се возат во Дунав, камо тој господа се дае и тие. Немојте со Дунав, видовте што се случи. Нека си течи и не велам што се случи ете таа трагедија, па затоа велам некако свежи се. Пусто овој прилепчанецо Тале, тој си седи дома од комуналното предпријатие си земаше пари до сега, дори не беше дојде на СДС на власт, си уживаше, коли му купија, само да критикува за Македонија, дека не чине Македонија.
Ви благодарам за јавувањето, еве и рековте прв пат се јавивте, повелете и во друга прилика, ете и сите кои не сте се јавиле, повелете, јавете се да се дружиме и да разговараме. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. И јас ќе се обратам на ти. Ајде, па секако. Ќе речам другар, појче од другар, него сета телевизија ќе гледам, исклучиво водител како тебе, пази, ќе се обратам со ти реков. Водител како тебе не постои. По очите вака познавам човек. Ве следам, јас не се јавам. Коњи позаби е добро. Викам, добро што не сум позаби. Да се докажем уште 5 збора. Секако. Значи, Господа ви дај, долг живот да ви дај. По очите се познава добриот човек. Се најубаво пријатно, не ви интересира политика мене. Ви благодарам за јавувањето, имавте време уште минута и 15-20, можевме да зборуваме и околу темата. Но добро, ви благодарам во секој случај, јас навистина ми е задоволство да бидам со сите вас и тоа и всушност и главната и причина што тоа го правам. Има и други позиции да се биде во медиум и кои се и помирни од друга страна, но ете, велам ова е она што навистина и вреди. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте. Благодарам. Ја вака прво ќе почнам со Ченто. Ако не беше Ченто и неговата изјава, значи немаше да дојдеме до овие моменти кои што излегува на бело видело. Ченто ја откри, значи заверата што ја планираше ВМРО ДПМНЕ. Каде се состанувале, кој со кого, што дискутирале и цела таа процедура излезе од тука. Значи, најголема благодарност треба да му се даде на Ченто, дури и да му се намали казната, затоа што ако не го откриеше тоа, значи фактички ова ќе беше заташкано, дека значи организаторите рачунале дури многу полошо од оно што се случи. Значи не може ја да се сложам дека 27 април е поневажен, значи за државата, каде што требаше да има државен удар, што е многу повеќе од, да речеме, Кумановскиот случај и сите останати, да не ги набројувам, да не губам време, затоа што така еден ќе се препознае сами од себе, значи рече дека тие се биле поважни од... Дали е поважно државата да ја снема? Ја ми се чини секогаш државата е напред, а после се останато е. И затоа сматрам дека, значи, овие четворица, 5 души што сега ќе бидат на тапет, фактички тие се мозокот на сето ово, начело со оние двајца кои што сега се моментално недостапни. И само така можеме да дојдеме до вистината, значи дека наредбата дојде од кај господинот Велјановски за да се отворат вратите. Никој, значи, не отвара трло ако не му каже главниот чаа, отпушти ги овците да пасат по линијата. Значи истото се случи и тогаш. Најмалце видовен ќе биде Муковски и останат. Така, да, ви благодарам, истече времето, сепак ќе свативме, го свативме контекстот. Добар ден, да го слушнеме следниот гледач, повелете. Повелете, добар ден. Во програма сте, повелете, се слушаме. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум на програма? Да. Добро. Значи... Се изненадивте што добивте, предпоставувам. Да, се изненадивте. Се радувам јас, да. Повелете. Ова сосема очекувано беше и многу се радувам што јавното обвинителство успе да обезбеди докази и аргументи. Бидејќи тука нема рекла казала, треба да има докази за секого што го обвинува. Ние сите што бевме сведоци и гледавме директниот пренос, главниот организатор апсолутно знаевме кој е. И за еден, двајца, дури не сум изненадена за никого. Мислам дека Груевски, Велјановски и другите двајца се апсолутно вклучени во тоа. Верувам во јавното обвинителство и во доказите. Овој случај апсолутно треба да се заокружи, да се заврши, бидејќи тоа е многу битно не само за нас, за нашата правда тука и воопшто за европското право.
Меѓутоа, мислам дека целосно ќе се заокружи 27 април, доколку се открие и улогата на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов. Тоа го зборувам поради сомненијата и дури има и основи за тоа дека требаше да се прогласи и воредна состојба на 27 април вечерта. Се надевам, искрено се надевам, дека или ќе се демантира тоа, или ќе се заокружи и вината негова. Многу ви благодарам, имајте пријатен ден. Ви благодарам за јавувањето, исто и вие приказната разговорите ги шириме, време имаме се помалку, а велам станува поинтересно, па еве веднаш добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Па видите сега што се работи. За ова цело време што го слушам, последно излагање на гледачкова, мислам дека мислите ми ги презема. Потпуно е управо, се знаат обвинетите и се знаат организаторите. Џабе да се дискутира. Оние истиве што се јавуваат претходно, не знам кој лево десно, од нив не може уопште телевизија да се пушти на другите канали, тоа се нон-стоп едно исто го верглат. Па се знае за оваа држава, ние сите сакаме да идеме напред, сакаме да ни биде добро, сакаме да ни биде све како што иде. Па заед, што не помина и што не му се случи на него. Па се знае, он беше и против председател, он беше и против владата и што не претрпе и можеше и антета да му се направи. Човекот е стварно. Па ја не знам овој народ, ја не можам да го сватам. Па дали гледа ајдуците кај се, па кај се парите, па кој тие организатори тамо што се сите, дали бил Муковски, па истите тие они се повлекува видова дека беа под притисок да отворат врати, да отворат све и свашта тамо. Затоа што се знаат организаторите и седат се уште во парламентот тамо. И изиграваат се уште, не може ни закон да се донесе од нив, не може ни да отидеме сега последниве што е за во Советот. Еве имаме овој дадено за преговарање за Македонија, за преку комисијата ни дозволила и така натак. Ние не може од овие луѓе, ама не може ни да отидеме да мрне, треба да се вратиме назад и да биде поново Македонија како што беше, затворена држава и така натак. Ви благодарам за јавувањето, имаме уште малку време, еве веднаш повелете добар ден следниот гледач, да го слушнеме. Повелете, добар ден. Што мислите за еве најновата вест, поднесено обвинение против четворица за организирање на 27 април? Повелете, настаните од 27 април. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, да, се слушаме. Да, повелете, одлично. Па, во врска со темата би сакала да кажам, мислам, иритирана сум од јавувањето на многу слушатели, гледачи, како нив ги иритира се што направи и Муковски, и Трајко Велјановски, знаат дека они го организирале, значи, априори, они и некако, значи, неискусено ги знаат и кривците за настанот и се, а не ги иритираше пењето на химната и што тоа требаше да предизвика кај македонскиот народ, значи во едно македонско собрание да се пее химна на друга држава, не ги иритира тоа како Џафери беше избран за председател, значи тоа беше се во ред, значи само не беше во ред тоа што некој со најдобра намера, значи можеби после тоа излезе од контрола целиот настан, со најдобра намера се ги дирна она што беше македонското во ни и тие не сакаат да дозволат на таков начин, на еден недемократски начин да се избере и председател на собрание и да се избере и да се пеат химници. Значи мене тоа ме, значи пред се, значи да се погази својот народ, а да за не знам какви се интереси, за само да се каже дека Груевски е крив, а другите се се во право. Значи, нека додека има, значи, судски процес, нека се докаже и ако стварно значи, може во процедура да се докаже тоа, да се знае точно дали тој
е нарачател или се оти, може нели сите докази да се искриват, сега некој за тендери може да каже дека и јас сум го нарачала настанот и се, за да добијат тендери, да добијат позиции. Значи, такви луѓе веќе не треба да постојат во политиката. Значи, кој што шалтаат одеднен. Да, добро, ви благодарам за јавувањето. Еве, почитувани, тука ќе го завршиме ова наше дружење. Темата ќе биде секако предмет и на вестите, Централниот дневник во 17 часот, но и на многу дебати. Ако ве интересира тоа, останете, погледнете ги. Во секој случај, ние очи во очи се соочивме, отворивме интересна горлива тема, поразговаравме со неа. Како заклучок, ако проследите, изградете го, доформирајте го вашето мислење, но имајте ваше мислење и не дозволувајте ништо да ве изнервира. Во тој дух и ја завршуваме оваа емисија и ви посакувам пријатен викенд. Довидување.